наредните минути малку и за поубавата страна од политиката, за нешто што ни значи спортот, и тоа спортот број 1 во Македонија, ракометот. Гостин на оваа тема е Стефче Алушовски, една од нашите ракометни легенди. Господин Алушовски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Тело. Добро утро, добро ве најдов и да искористам оваа прилика да ги честитам сите новогодишни и божични празници на гледачите на Телма телевизија и на граѓаните на Република Македонија. Така, непосреден повод за вашето гостување денешно е почетокот на светското првенство во ракомет во Полска и во Шведска. Вечерва почнува светското првенство, за наша голема радост учествува и нашата Македонија. Ние отвораме в петок против Норвешка, нели? Мислам дека отвораме утре. Меѓутоа, добро, не знам. Како што го видов, планот, календарот е Норвешка. 20:30 во петок, 13 јануари. За нас многу важен надпревар. Так. Секој отворање. Да, затоа велам Стефче Алушовски, поранешен ракометар, поранешен македонски репрезентативец, кој добро ги познава состојбите, пригодите, како стоиме на ракометен план, и во наредните минути ќе зборуваме за тоа што може македонската нација да очекува од нашите ракометари по смената на генерацијата, што се случи по заминувањето на ракометните легенди Лазаров, Стоилов, Миркуловски и останаа тие млади надежи, млади таленти, млади деца. Може ли да очекуваме да се радуваме на победи? Добро, најпрво сакам да кажам дека секое учество на големо надпреварување само по себе е голем успех. Ова првенство е со еден изменет формат. За прв пат се игра 32 репрезентации на светско првенство. Нашата репрезентација доста убедливо успеа да се пласира, и она што го пружи на тие два квалификацијски надпревари против Романија и Чешка дава за право да бидеме оптимисти, но не претерано големи оптимисти, и да очекуваме нормално дека посакувам и сакам таа наша репрезентација да направи голем успех, меѓутоа мора малку да бидеме и реални, да бидеме стрпливи. На големо надпреварување треба многу работи да се поклопат за да се направи еден голем резултат. Мислам дека оваа репрезентација има квалитет да достојно го презентира македонскиот ракомет на ова првенство. Добро, велите и секој настап на такво големо надпреварување како што е светско првенство е успех, и се согласувам со тоа и го прифаќам тој аргумент. Меѓутоа, кога станува збор за ракометот, ние имаме поголеми амбиции, бидејќи така се научивме. Сме имале успеси и на светски и на европски првенства особено. И во таа смисла е прашањето дали сега од посмената на генерацијата имаме право да полагаме надеж дека можеме барем да влеземе во втората рунда. Какви се вашите прогнози? Имаме исклучително тешка група. Норвешка, Холандија, Аргентина не се репрезентации кои што се, да кажам, непознаница во светски рамки. Нормално кога се игра светско првенство европско има разлика. Ако добиете, да речеме, една афричка репрезентација, сите сметаат дека афричките репрезентации пред се, тука мислам Мароко, Алжир, се лесен противник или да го добиете САД во групата, меѓутоа ние немавме таква среќа. Она што јас искрено очекувам е да пренесеме 2 бода од групата. Тоа значи 2 победи? Кога ќе се формира новата група, да. Кога ќе се формира новата група и таму се вкрстува со Србија, Германија и најверојатно Катар, затоа што Мароко е надвор од конкуренција во таа група. По мене со 2 победи, да кажам, кога ќе се формира таа група, мислам дека тоа ќе биде еден исклучителен резултат за нас во овој момент, затоа што македонската репрезентација во моментот има нов селектор, има нов систем на работа, многу нови млади играчи треба да бидат носители, играчи кои што немаат искуство на големи надпреварувања, играчи кои што немаат пред се силни надпревари. Она што треба да го разбери секој еден кој што живее тука и кој што гледа ракомет, сака ракомет, треба да знае дека на играњето на Вардар во Лигата на шампионите, непостоење на друг, не сакам да кажам, Пелистер е македонски клуб, меѓутоа од Пелистер доаѓаат многу малку репрезентативци, они се учесници во Европската лига, значи немајте силни надпревари во текот на годината од типот Лига шампиони. Нашите носители на игра
нема такви надпревари, ќе биде мал хендикеп за нас, што не значи дека ова се што говорам, знам како финаец се момците може да многу лесно да ме демантираат. Реков дека многу работи треба да се поклопат за да Така. се очекува. Селекторот Лазаров вели дека македонските репрезентативци одработиле добри подготовки и во подготвителните надпревари нели одигравме квалитетно и имавме 2 победи против Црна Гора и против Израел. Исто така загубивме против Црна Гора и против Хрватска. Хрватска, да. Меѓутоа, неговите прогнози се дека имаме идентитет, што е најважно. Вели, ова македонска репрезентација има идентитет, а имаме и квалитет, неспорно. И најавува дека за неколку години ќе играме скандинавски ракомет, меѓутоа дека и до тогаш и на ова светско првенство имаме шанси да се надеваме на успех. Што значи успех сега за оваа генерација на македонски ракометари е првото прашање, и второто прашање е како вие гледате на овие прогнози и оценки на селектор. Добро, ова светско првенство е најпрво да кажам квалификации за олимписки игри. Успех би било доколку би биле во првите 8 или 9 репрезентации, затоа што 9 репрезентации ќе обезбедат олимписки квалификации за Париз 2024. Она што јас го гледав и што ми се допаѓа во нашата игра е брзата транзиција. Меѓутоа, во Хрватска поготово, затоа што надпреварите во Маврово беа на стартот на подготовките, кога играчите се многу тешки. Игра добро таму репрезентативците, меѓутоа тоа не е мерило. Една Црна Гора беше со десеткуван состав, да кажам. Она што мене ми се допадна е брзата транзиција и она што Лазаров го нова како скандинавски систем. Го познавам Кире добро, ги познавам луѓето во федерација, мислам дека имаме стратегија. Ке треба време, нормално, секој еден процес бара време, кога стварате нешто, бара време и резултатите нема да дојдат одма. Пред се тука председателот, федерацијата, луѓето кои што ја прават стратегијата треба да бидат трпеливи, да согледаат што е добро, што е лошо во нашата репрезентација по светското првенство. Дај Боже да ова што го говорам да бидеме до 9-то место, тоа ќе биде повторно еден историски успех со овие млади момци. Има тука и прекалени борци како Манасков, како Митревски, како Никола Марковски, како Филип Талевски и Кузмановски, кои што имаат големи по едно 5 големи надпреварувања во своите нозе, знаат што треба, како треба, Гоце Георгиевски да не го заборавам. Имаме ние спојна искуство и младост, репрезентација која што има квалитет и искрено се надевам дека Кире знае што прави и сигурен сум дека знае што прави и дека по година, две сите ќе се гордееме со промената на начинот на игра на нашата репрезентација. Така, освен оптимизмот на селекторот и ракометниот голман Митревски, а и Филип Талевски на вчерашната пресконференција заедничка кажаа дека не подценуваме никого, меѓутоа и дека не преценуваме никого, но не се плашиме исто така од ниту еден противник. Во таа смисла најтешкиот веројатно во групата надпревар ни е на стартот против Норвешка. Иако како што рековте пред да влеземе во студиото, на светско првенство нема лесни противници, нема неквалитетни селекции, сите што се таму бидејќи заслужуваат место. Што е она што е одлика на оваа репрезентација, што е промена во однос на претходниот состав во кој беа и Миркуловски, Стоилов и Лазаров? Зошто тогаш сме играле побавно, а сега ќе играме побрзо? Добро, секако дека младоста на оваа репрезентација пред се, нели, бековската линија е млада, полетна, ентузијазмот е тука. Тоа е една одлика, меѓутоа и начинот и системот на работа на селекторот со овие играчи е сосема променет во однос на играчите кои што ги имаше претходно. Нормално дека кога сте селектор, тренер, размислувате што имате и како која е вашата тактика и која е вашата стратегија за секој надпревар. Она што јас мислам дека на првиот надпревар ние нема многу да трчаме, без разлика што невуваме дека со Норвешка треба да играме норвешки ракомет. Мислам дека тоа ќе биде самоубиство за нас ако пробаме така. Дај Боже да се лажам, меѓутоа Норвешка има систем кој што го гради од 2014, 2 пати беа вице прваци на светот. Норвешка е многу озбилна репрезентација. Старт со Норвешка, старт за сите репрезентации е, да кажам, едно необично
доживување или еден необичен надпревар затоа што е старт на првенството. Доколку на тој надпревар успееме да победиме, мислам дека имаме големи шанси да го направиме ова и да постигнеме место во корелација со оптимизмот кој што нашите репрезентативци го искажале на пресконференцијата. Јас сум убеден, сум бил дел од таа репрезентација, со многу од нив сум играл, дека она што е нашата репрезентација пред се е карактер, пред се е инает, пред се е борба, а после се е друго, стратегија, тактика. Така да знам и убеден сум дека ќе биде добро. Еден од поранешните тренери на Пелистер и некогашна легенда на југословенскиот ракомет Касим Каменица деновиве изјави дека главни недостатоци за македонскиот тим, кој добро го познава македонскиот ракомет, вели дека Македонија има шанси да одигра солидно на овој шампионат, меѓутоа дека главни слабости ќе биде неиграњето на Филип Талевски во силна европска лига, Филип Талевски кој игра во Вардар, во нашиот Вардар кој за жал, како што рековте и вие, не игра во Лигата на шампиони, и хендикеп е исто така Филип Кузмановски кој нема добра минутажа во неговиот Хановер во Германија, каде што игра во германското првенство. Што мислите вие за ова? Видете, дали се тоа главните слабости во тимот? Тоа кога гледаме генерално е така. Меѓутоа ако земеме дека една Германија има најсилна лига во светот и играчите на Германија се носители во клубовите кај што играат, па Германија со сите прогнози пред ова светско првенство не е во топ фаворитите за освојување на светското првенство. И е хендикеп нормално кога не играте силни надпревари, реков, Талевски и играчите на Вардар не играат Лига на шампиони, Вардар е суспендиран од не знам кои причини. Кузмановски кој што е носител исто така има мала минутажа, меѓутоа кога играте за репрезентација и кога играте за клуб, тоа се две сосема различни работи, два сосема различни емотивни набои. Кога играте за репрезентација, тоа чувство е стварно многу големо за разлика од кога играте за клуб. Да, рековте исто така кога влегувавме во студиото ми кажавте дека е сосема различно кога се настапува за националниот тим, а сосема различно кога се игра за клубот. Зошто тоа е? Какво е чувството на паркетот? Кога играте за националниот тим, ја представувате државата, ја представувате вашата култура, вашата фамилија. Кога играте за клубот, вие секој трет ден играте за клубот и тоа се две сосема различни димензии на спортот, како да кажам. Значи, кога играте за репрезентација, тоа е нешто свето, тоа е нешто стварно премногу убаво, така да јас зборувам и имам емоции. Во таа смисла мислите дека ќе биде надоместен тој хендикеп од неиграњето во матичните клубови на оние репрезентативци, на оние ракометари, бидејќи ќе бидат под засилена доза, зголемена доза на адреналин, бидејќи ги бранат боите на националниот дрес. Точно така. Тоа е она што може да се надомести тоа. Тоа е она што сакам да го кажам и тоа е тоа што прави разлика кога играте за репрезентација. Без тоа многу тешко можете да се надевате на голем резултат. Според вашите оценки, рековте вие сте ги виделе рангирањата и во светски рамки, кој е главен фаворит за освојување на овој шампионат? Добро, првенството е во Шведска и Полска. Шведска како домаќин е еден од најголемите фаворити. Тука се сите скандинавски земји. Ќе кажам Данска, Норвешка, Исланд. Реков дека Германија, Франција, Шпанија, репрезентација на Египет, која што е предводена од Парондо, кој што беше тренер на нашиот Вардар. Тоа се по мене топ 8-9 репрезентации кои што сите ги предвидуваат дека ќе се вмешаат во четвртфиналето и во борбата за медалите. Главен фаворит според мене е репрезентацијата на Шведска актуелниот. Да, рековте ако и со една победа Македонија би се пласирала во втората фаза. Втората фаза би значило... Не мора да значи дека со една победа ќе се пласираме доколку се направи некој круг. Па нели 3 од 4 одат? Така. Да, меѓутоа да земеме хипотетички дека Аргентина ќе ја победи Холандија, ние ќе победиме Аргентина и ќе се направи некој круг од ќе одлучува гол разлика или меѓусебен дуел. Меѓутоа генерално со една победа би требало да бидеме на третото место. Така. Во зависност од тоа. Каква група би очекувале во следната фаза? Во следната се знае, мислам Србија, Германија, Катар. Катар е без најдобриот играч од
последното светско надпреварување, имаме добри шанси. Србите се една репрезентација која што е многу сериозна. На последниот контролен надпревар го добија европскиот првак Шведска, така да Германија сите знаеме која е. Меѓутоа, ако така размислувавме, ова е наша генерација која што беше 9-та во светот и 5-та во Европа, никогаш немаше да стигнеме до тие резултати. Ние сме победувале Полска како вице првак, не знам, репрезентација типот на Данска во квалификации, нормално, така да нема предавање, имаме систем, имаме стратегија, знаеме што, имаме сигурно фантастична анализа пред секој надпревар, знам тоа, убеден сум, и се е до момците. Ги пофаливте србите дека имаат солиден состав, ке брани таму и се враќа на голот ракометниот голман на Вардар. Милосављев, да. Милосављев, да. Какви се другите, како стојат другите соседи, хрватите, исто така се квалитетен состав. Хрватска имаше големи проблеми пред ова првенство, многу повредени играчи, многу носители на играта од претходните првенства. Пред се тука мислам на Мандич, кој што беше еден од главните штрафови кога се зборува за нивната предпознатлива 5-1 одбрана и на позиција 2 и напред да го замени Дувњак. Меѓутоа, Хрватска е Хрватска и не треба никогаш да се изостави од борбата за медали. Словенија е репрезентација која што имаше лоши настапи на последните преварувања, меѓутоа имаат секогаш 3 или 4 најдобри средни бекови во светот, нов селектор, нов систем кој што го работа 3 години. Србија кажав, Македонија, Црна Гора е репрезентација која што беше 11-та на Европското првенство, репрезентација која и играчи кои ќе го облечат репрезентативниот дрес се знаете, црногорците се чојство и храброст, тоа е нивното нели мото. Така да ќе биде многу интересно првенство, по мене од балканските селекции во моментот во една најдобра нагорна линија е српската репрезентација, меѓутоа ќе видиме. Така, кога станува збор за ракометот како спорт број 1 во Македонија, можеме да имаме да бидеме попустливи кон неуспесите во сите поли и во сите сфери, меѓутоа кога станува збор за ракометот сме некако посесивни и очекуваме многу. Веројатно тоа е така не само поради тоа што имаме искуство со победи и сме остварували добри позиции, добри места и Вардар бил неколку пати шампион на лигата, во лигата на Лига шампиони, европски шампион, значи имаме таленти неспорно, имаме квалитетни луѓе во федерацијата, докажани бизнисмени, имаме селекторска легенда. Зошто не можеме да составиме и квалитетна лига? Зошто не можеме да бидеме во топ 10 светските нации секогаш, постојано? Еве, сега ако е смена на генерации, може ли да се надеваме на такво нешто во наредните години? Кој е објаснувањето за изложението? Го начнавте малку и одговорот, значи за да бидете врна репрезентација треба, затоа што репрезентацијата е продукт на лигата. Ако имате играчи кои што играат во топ репрезентации во светот, ако имате силна лига која ќе продуцира нови млади играчи, квалитетни играчи, затоа што само преку силни надпревари можете да се надевате дека тие играчи ќе бидат врвни играчи во понатамошниот нивен развој. Само така можеме да направиме една репрезентација и тоа не е гарант дека ние секогаш ќе бидеме. Еве земете пример, Германија има најдобрата лига во светот, играчите се носители, меѓутоа го немаат она ја што зборувам, националниот набој. Германци да немаат национален набој, меѓутоа времењата се менуваат и се во пред се кога зборуваме за репрезентација, силна лига, силни клубови, во она време кога ние правевме најголеми успеси, 85% од репрезентативците беа во еден клуб, работеа заедно, Лазаров, Ристовски, мал број од репрезентативците доаѓа од странство, така да по мене тоа е рецептот да се направи една добра репрезентација со добра хемија во репрезентација, со во секој момент да се познавате, да знаете што и како, така да репрезентација, федерација се само финалето на она што се работи во
во лигите и во клубовите. Така, Талевски, Кузмановски, Манасков, Митревски на голот. Некое друго име кое ние навивачите не сме успеле да го детектираме, меѓутоа вие како поранешен ракометар може би сте го забележали, може би да го посочите како идна звезда на македонскиот ракомет? Добро, има тука многу млади играчи кои што допрва треба да дојдат. Тука пред се мислам на Томија Гориновски кој што на квалификационите надпревари беше еден од клучните наши играчи. Голем хендикеп за нас е и на играњето на Велковски кој што е на истата таа позиција каде што игра Томија Гориновски. Георгиев е еден играч многу интересен, работи веќе година дена со Кирил Лазаров. Тоа се два млади играчи кои што во моментот можат би можеле да блеснат веќе на ова светско првенство? Да бидат и наши добри играчи на ова светско првенство. Секако дека треба време за сите други да успеат да. И на крај типувате на победа против Аргентина и Холандија, со оглед на тоа што Норвешка е најсилен противник? Видете, јас типувам на победа на секој надпревар. Да бидам реален. Не, тоа посакуваме веројатно или типувате. Посакувам, да. Да бидеме прецизни, да. Зошто да не е победа и против Норвешка? Зошто да не? Ајде, нека биде така, дај Боже. Имаме систем, имаме репрезентативци кои што имаат голем број големи надпреварување за себе, не се веќе млади, Талевски, Кузмановски, кога ќе погледнете нашата прва постава, освен Јагориновски, сите други имаат најмалку 5 големи надпреварувања, играат во Вардар, играат во Хановер. Која е просечната возраст, старост на... Па, не сум некој кој што многу се занимава со статистика, меѓутоа во моментот сме една од најмладите репрезентации кога ќе се земе просек. Да се радуваме на успеси. Се надевам дека ќе се радуваме. И благодарам за Јануари е гостувањето. месец на ракометот и јануари е месец традиционално. на големите верски празници. Македонија никогаш не го верила. Не знам колку тоа го имате како информација. Ајде, дај Боже да биде така и овој пат. Се надевам. Ви благодарам за гостувањето во утринската национална. Благодарам и вас на поканата.